Queen, Фреди Меркюри. Bohemian Rhapsody декларирана во рок и алтернатива дел од музика како ремек дело до сега. Многу интересно затоа што има промена на ритам, промена на многу делови од музика. Интересни се што, например, Брайан Мей, гитаристот е доктор по астрофизика, значи Сир Брайан Хералд Мей, но така не е само музиката рок или некоја друга, колку да се се слуша музика, во позадина се многу интересни, особено групите, бендоти, членовите на бендови. Океј, имате ли нешто да прашате на база на претходни предавања? Вчера имавме супер една презентација, дури мислев дека и денеска заборавивме дека имаме настава, ама колку сме, толку сме. Океј. Ако немате, денеска зборуваме за антропогенеза, антропонтогенеза и антропофилогенеза. И на кратко ќе споменам нешто околу сензитивни фази и едно истражување кое што вчера го спомнав, не било во брзина, тука сум планирал да го кажам, бидејќи врзано со генетика и некако ова генезава, да не ги цепкаме темиве, останува кога ќе зборуваме за генеза, мислам дека е добро да се спомене и тој дел тука. Само уште еден постер ми фали, тој трнав да го најдам. И да видам дали тоа е супер постер за Океј, ај вака. Ќе одиме цел десктоп. Денешна тема е антропофилогенеза и антропонтогенеза. Само си ги најдам слайдовите. Да, ова ми треба. Додека почнеме, само сакам нешто да пребарам. Се извинувам за овој дел. Да, ова ми треба. Ова едно постерче кое што ќе морам да додам на download. 230, окей. Кое што ќе го споменам и го опишува развојот на децата, ќе ни помогне во антропонтогенезата. Но, ајде, да, ќе се навратам на постерот, да не должам. Нека оди први овој делов да го започнам часот. Значи, зборуваме за антропогенеза. Антропос, човек, генеза, развој. Много едноставно. Дали? Овде пише страна 90, сега не сум сигурен дали е од печатената верзија или од PDF верзијата што ви ја споделив, но како и да е, за антропогенеза може да најдете во книгата и прочитајте. Се што се предава, пробајте прочитајте и во книгата. Најинтересен е делов на еволуција на нервниот систем и тука е тоа кое што е поврзано со координација, со развој на човекот, нели, не се развила силата или издржливоста или формирањето на моторички движење како независно поле кај човеков, туку се развил централниот нервен систем и имаме еволуција на нервен систем и тоа е тоа што всушност прави еволуција на кај човекот. Инаку немаше да бидеме на ова ниво сега, особено не на Zoom да се гледаме. За тајва техника. Океј, кои се ти одлики на антропогенеза? Значи, слободно прекинувајте ме ако нешто не е јасно. Објасни што е антропогенеза.
Значи, одлики на антропогенезата се дека нели од груби кон фини движења, од движења кои што побарувале први да се снајдат луѓето, дали по Дарвин настанале од нели од што сме настанале, или по Библија сигурно не сме настанале од тоа кој што кажува, но нели таа е метафоричен текст, но секако се препознаваат нели на почеток во кај човекот се препознаваат груби движења, за да на крајот имаме фини движења кои што може да протнат конец низ игла, но дури да направат гимнастички движења кои што се побарува да бидат навистина прецизни. Тоа е заради тоа што имаме можност за повеќе зглобни движења, нели повеќе зглобовите се во во трите оски повеќето зглобови може да се ротираат и имаме побогата мозочна структура, повторно е со централниот нервен систем врзано, нели ова што се појавува понатаму говор и така натаму креација, тоа е на база на развој на овие моменти, нели на можностите анатомски и на можностите, па дури централниот нервен систем анатомски може да кажем, но и некои психолошки развој на база на нека биде психологија, не физиологија, што се случува во мозокот. Нас ни е дадено движењето и треба да го користиме и затоа е потенцирано движење. Ако не постои движење, можно е дека ќе настане престанок на постоење. Се движи планетата, се движат звездите, се движи нашиот Млечен пат, се движат сите галаксии, целиот универзум е во некое движење, се движат клетките. Нека биде електроните на ниво на атоми, се движат, значи има постојано нешто е во движење, во некакво движење, се движи морето, плима осека и така натаму, се движиме ние. Антропофилогенезата со ајде, ако некој има да праша или случајно беше. Океј. Антропофилогенезата не за на кратко ќе објаснам затоа што зборува за, кога ќе праша, кога може да имате испитно прашање што е тоа антропофилогенез. Антропос човек, филос корен или семка, нешто што насочува кон основата, кон почетоците на развојот на човекот, од каде настанува човекот. Антропофилогенеза, антропоонтогенеза е, ќе видите, развој на човекот од неговото раѓање или од скриирање, од создавање во матка па натаму. Додека антропофилогенезата е ова некој колективен развој што се случува до денеска, до овој момент ние сме настанале од онтогенеза, но имаме предци кои што ги менувале генетските кодови, нели? И нашиот генетски код се базира на менување на генетски кодови низ периодот на антропофилогенезата. Значи, уште еднаш антропофилогенеза, нешто што објаснува за развојот на човекот од неговото настанување до денеска, до живот во периодот во кој што живееме, нели? Кои се тие фази, некои еволутивни и инволутивни фази има. Например, еволуција сите знаеме што е развој на некои моменти од четвороножно одење по теорија или на развој на човек. Еволуција дека настанало во двоножно одење, например, еволуција на централниот нервен систем, го кажав, на фините движења и така натаму, инволутивни фази, некои моменти заостануваат во развој, не знам, стомачен ѕид, па се појавуваат многу мускулни проблеми на стомачниот ѕид кои што се препознаваат како херни, нели, велиме има кила, хернија, кила. Потоа има, ќе ве потсетам сите бидејќи слушате, на мјут ставете се, окей? Добра, јас ќе ставам на мјут. Окей, се извинам. Недоразвиено, например, стопало,
па имаме равни стопала и така натаму. Но ова менување што го кажав на генетски кодови на база на кој што ние сега сме тука, настанало во огромен временски период. И во овој период, за да се промени нешто, не е тоа туку така дека ќе се сложиме ние да го смениме генетскиот кодот, тоа е генетски инженери кој што е ad hoc варијанта, мислам кај и оправдана или неоправдана не навлегувам, нели го препознаваме како генетски инженеринг, но нашиот генетски инженеринг е по природен пат, кој што настанал во огромен на временска дистанца, околу 250.000 години, и се базирал на овие моменти, значи на прилагодување кон средината. Текно environmental learning кога зборувавме. Значи прилагодување кон средината. Не сме свесни, ама се прилагодуваме на средината, ако е ладно се облекуваме. Тоа веќе се запишува како информација дека телото може би треба да направи поголемо масно ткиво. Така. Па која храна да јаде повеќе му одговара или не, па не сме свесни дека треба да јадеме не предизвикува храна која што, например, е поголем обем на храна кој што прави масно ткиво, кој што прави некоја заштита заради ладниве моменти. Тој момент го споменав, но не е само прилагодување, мутација, мутирање заради тоа повторно некоја мутација која зборуваме се однесува на генетика, но и овие промени кои што се со вкрстување, па луѓе кои што се населиле на север се спојуваат со луѓе кои што се населиле на југ и настанува повторно некој вкрстување. Тоа е исто и кај растенијата, и кај другите видови на животни. Се тоа придонесува за да настанат овие промени во филогенеза. Што е константно како влијание? Тоа е гравитацијата. Значи, таа е една од силите која што е константна, и движењето, локомоција. Ова се другото, нели, има некој тренд на развој, на промена, но се однесува повторно на некои фактори кои што условувале да може би има некоја промена, повторно се наредени тука, наследна менливост, селекција, генетички дрифт или поместување генетско и некој тип на изолација на... Да, ова ми фалеше. Некој тип на изолација која што е повторно поврзана со генетика. Океј. Тука некаде за антропофилогенеза ќе завршам, но само на кратко што го опишува развојот на човекот во историјата, во антропофилогенезата. Значи се препознава моторика, кога зборуваме за моторика, нели нас не интересира тој момент, не интересира грнчарство и некои скопи кои што се работат, ама не интересираат фотографии немало, туку имало записи на глинени плочи или по пештери за моторика на човекот, нас не интересира моториката. Моторика на собирање на плодови, моторика на ловец, нели? Како велат, зошто некои маратонци се или спринтери брзи, пуштиле лав и лавот ги брка, се шегувам, но мора се снајде човекот и за да може да улови животни за да преживее, нели, бидејќи заработиме се зборува за различни моторички способности кај човекот и кај животното, па да се снајде. И затоа има специфична моторика, нели, кај ловците, потоа доаѓа моторика на овчари, припитомувачи, земјоделци, занаетчи и на крај моторика на човек што управува и владее со машини. Не е бадијала ставена сликава, жал ми што е тука ставен Трамп, но тоа е тоа. За американците кога Трамп победи, барем ја тие што ги знам, сите изјавија "It's a very sad day for America". Како и да е, не е он единствен, може да го зборуваме, ке нас имаме плејада на такви политичари. Сега, мала шега е, нели, ова, но ние кога зборуваме за моториката, не, тука не споменувам политика, да зборувам за модерен човек и до што дојдовме. Моториката се одликува на моторика на човек што управува и владее со машини. Така да тука е многу намалена моторика, седентарен живот е повеќе така нагласен
и е супер поле за луѓе како вас, кои што сакаат да можеби направат, изградат професија од физичката култура, физичко образование, спортот и да влијаат на здравјето на луѓето преку движење. Така да ќе финиширам дека во антропофилогенезата, на база на ова све претходно што кажав, човекот создал некој базичен фонд на движење кој што и е врзан кај нас во генетските кодови, мора да некако признаеме, но тоа не значи дека како обично животинчињата четвороножни, стем птиците, нели птиците им треба време за да полетаат, ама четвороножните животни се од одраѓањето веднаш застануваат на нози, може да одат. Ние се уште тоа во генетскиот код не ни е трансформирано, можеби ќе дојде тој момент, но идејата е дека се она што се случувало од прачовекот некако е собрано кај нас и е импресија всушност во нашиот живот сега. Ние можеби не сме свесни за тој момент, но некако се споменуваат овие периоди. Да, имало уште еден слайд, на кратко, што го одликува предхуманиот стадиум, што го одликува хуманиот стадиум, траги на незавршени еволутивни процеси, ве споменав, некои од нив, инволуција дека можеби таму требаше споменам, повеќе се однесуваше на тоа дека ја намалуваме моториката, дека можеби и силата се намалува кај обичниот човек, не кај пауерлифтериве или кај бодибилдери, тие оние што се занимаваат, алпинисти што се занимаваат со таков момент на сила, гимнастичари, туку кај обичниот човек се очекува предходно, има запис, мислам, постоите информации дека луѓето заради тоа што повеќе употребувале моториката, па биле посилни, можеби поиздржливи, побрзи, заради управување со машините или машините управуваат со нас. Имаме ние сега инволуција на моторика. Но не на секаде. Така, некако глобално така е тој дел објаснет. Ако имате прашања, кажувајте, јас преминувам на антропоонтогенеза. Нели, антропофилогенезата, антропофилос, филос корен, антропоонтогенеза од раѓање. Антропоонтогенеза зборува за развојот на моториката на човекот од неговото раѓање. Антропофилогенезата зборува за развојот на моториката на човекот од настанување на човекот до денешниот ден. Така гледајте ги зборчињата, ова слика ќе видиме уште еднаш понатаму. Што ја одликува антропогенезата во кај човекот, значи што го одликува овој развој од оплодено јајце до крајот на животот. Антропогенезата вели рекапитулација на филогенезата, значи импресија некоја на филогенеза, на се што се случувало претходно, но имаме шанса да смениме. Ако работиме на себе, тогаш тоа е поентата. Значи ние треба да направиме некој генетски дрифт. Не туку да бидеме машини кои што јадат и пуштаат вода во тоалет, туку да направиме нешто со себе. Тоа е, мислам дека е една од идеите за нашето постојање, барем така според мене и моите пријатели познаници. Вие можеби имате друга идеја, за мене дека треба да се препознаеме, да се видиме и да самите себе и да можеби направиме некоја промена кај себе. Со тоа ќе влијаеме и на средината сигурно. Онтогенезата, бершно го споменувам тука, значи споменува некои фази на созревање на централен нервен систем, фаза на функционално дозревање. Значи на почетокот е созревање, понатаму имаме функционално дозревање, тука е периодот, како пример е периодот на пубертет, каде што покрај детството, каде што има огромен развој, особено од бебе до прва година некаде, пубертетот е исто период каде што има дозревање на човекот. Што ја одликува моториката, неколку пати ќе се споменува намерно, за да не ги читам, постојат на слайдот информации. Само ќе ги споменам овие законитости, не сум сигурен понатаму дали ги има уште еднаш, ако ги има ќе ги скокнеме. Законитости кои што се
препознаваат во развојот, психофизичкиот развој ке децата особено. Константност, значи редослед на појавување на одделни функции. Децата не почнуваат првин да одат, па после да фаќаат предмети, нели? Или да лазат, мада се случува тука да има тоа во интермитентност, ке го видите. Се случува да најчесто прво лазат, па одат, нели? Тоа е така таксативно некако оди или по редослед одат нештата. Интермитентност, баш е околу лазењето и одењето. Да, се случува некогаш да, например, некои дечиња проодат и повторно се вратат на лазење. Заради тоа што потребно е да досозреат некои структури, потребно е, не знам, паднале се уплашиле, повторно е тоа досозревање на некои структури, но многу примери има и не е ништо страшно, дека дечињата недела две пробуваат да одат и едно време после тоа не сака да одат, туку лазат, оставете ги, повторно ќе почнат да одат. Значи таа променливост. Или на пример еве особено во пубертет имале добра координација, па се намалува координација, нели? Објаснував заради лостовите и така натаму. Алтернативност, наизменично се развиваат некои работи, на пример во развојот се случува први да пораснат горните екстремитети за нијанса повеќе отколку долните, или во тој контекст е латерално лево десно не. Но постои таа променливост на развојот, каде што наизменично се развиваат некои моменти. Нас не интересираат движења, нели? Па, например, во одреден период повеќе се развива силата, отколку издржливоста. Тоа ќе видите на крај има едно фино истражување, метаанализа за сензитивните фази, дека што ќе му дадете на детето на почеток, тоа може да очекуваат и тоа може да го истражуваат. Ако не пробате да видите дали е издржливо, нема да знаете дали е, нели, ќе биде подобро во издржливост, оваа алтернација, или ќе биде подобро во сила. Брзина и ритам на развој, тоа е различно кај секој дете, латерализираност на функции, значи тамо негде околу 3-4 година се појавува, дури и кај некои порано, дека дечињата со левата рака ги фаќаат нештата. Тоа асоцира дека десната хемисфера се развива повеќе. Всушност е доминантна, не се развива исто, се развиваат, но настанува доминација. Еве, чисто пример, че оние кои што имаат десна рака, што пишуваат, тие левата хемисфера е поразвиена, левата хемисфера вели дека е повеќе на абстрактни действија, емпатични емоции и така натаму, додека развојот на десната хемисфера или ке леворакете е логичност, когниција и тие моменти. Постојат, кај учите по психологија, претпоставувам за овој да. Океј. Да, ова се некои елементарни форми кои што се препознаваат во развојот, значи рефлексни движења веднаш по раѓање. Рефлексни затоа што кога учевме за моторички движења, кажав условени рефлекси и безусловени рефлекси. Условените рефлекси се моторичките навики. Ние условуваме движења за да ги научиме. Безусловните рефлекси, оние кои што ги добиваме од раѓање, па споменавте вие дека цицање, плачење, дишење, тоа дишењето објаснив на база на што е, дека се рефлексни движења веднаш после раѓање кои што се појавуваат. Огромен број на движења има кај дечињата не се свесни, кај бебињата за своите движења, или може би сме биле свесни, не знам, не можам да утврдам, но делуваат као хаотични движења. Алтернативни движења, веќе втор, шести месец почнува нешто да се препознава како движење. Па понатаму имаме по координацијски движења, па од меф се превртува на грб, па пробува да се исправи, веќе генетиката го форсира развојот и дава можност. Па ние и возрастните велат пробај да станеш, дава рака и така натаму, мотивира уште повеќе. Тука негде од 9 до 12 година се препознава овој модел на активност, според активност, например, имитира. Она што ќе види, пробува да го имитира бебето. Тоа се влегува во развојот на прво централниот нервен систем, а се препознава преку
се манифестира преку развој на моторика, всушност преку подобрена моторика. Манипулација со предмети, веќе не е проблем да се качи на скали, да прави, например, овој период е супер за спортско качување. Им дозволувате на дечињата на години и пол, две негде да проба да се качат нагоре, затоа што тие се основни форми на качување, симнување, скокање, подскокнување. Нели е, околу втора година веќе движењата се во функција на нештото, како што кажав кај развојот на моторички способности, Берштайн каде што објаснува, чашата не ја зема како чаша за да направи движење некој кон чашата, туку ја зема чашата за да се напие вода. Нели, функцијата е за да се напие вода, а не за да манипулира со предметите. Ај вака да видам ова, мислам дека се симна овде, добар момент е да го постерот да го отворам, каде што може, ако некој го интересира, е карта на нормален развој, имавме во канцеларија, професорот Јован Ивановски, каде што супер, малку е големка, затоа што е добар скен направен на незе. Ако некој го интересира, може да споделам. Тука е објаснето, например, кои се тие моторни вештини и кога се појавуваат. Ево, 2 до 3 години. Кои моторни вештини се појавуваат на оваа страна? Ке пробам уште еднаш да го, не знам дали ќе успее да изрефреширам. Одлично. Нема да ги читам. Еве, трчање напред, скока, се качува, симнува, столче и така натаму. Ситна или фина моторика, ова е за крупна моторика, за фина моторика, на англиски се gross motor skills и fine motor skills. Вика нанижува 4 перли. Црта со крути движења, прави точки и така натаму, вештини на комуникација, сваќање, говор, че видиме овде што се когнитивни вештини, нели? Вештини за самопомош и така натаму. Убава карта е, може да се искористи и да се провери и да се така има информации всушност за нејзе, како да дојдам на другиот дел. Ајде вака. Тоа беше за 2 до 3 години. Ова некако му доаѓа за 3 до 4 години, да. Вика држи равнотежа, во овој дел овде, држи равнотежа на една нога 5 до 10 секунди. Значи се појавува веќе она што го велиме баланс како моторичка способност. Гради кула од 9 мали коцки. Препознава 6 бои. И така натаму. Картава ја имам. Океј. Стои, можам да ја споделам. Кој го интересира, но се однесува баш на ова кои се тие фази во развојот и како ги препознаваме всушност, па докторите и педиатрите може да препознаат спрема движењето дали развојот на детенцето е нормално или не. И сега не е ништо страшно ако некој детенце проводи на 13-14 месеци, некој на 8 месеци породува, ама тоа ќе оставиме на педиатрите, они нека го дообјаснат тој дел. Во секој случај, например, доколку не проводи веќе на години и пол-две, тогаш најверојатно има некаков проблем и се претпоставува, па се оди во понатамошни истражувања. Идејата е дека движењата го покажуваат развојот на, дали е во ред или не, на бебињата, на децата. Движењата се експресија на нас, на возрастните луѓе. Начинот на движење, многу интересно, е експресија на човекот како се не чувствува, туку каков е. Па секој има препознатлив само водење. Секој има препознатлив начин на комуникација. Тоа е се преку движењата, значи дури покажувањето со раката и слично. Секој има различен начин и супер експресија се движењата на внатрешноста на човекот, на она што го носи човекот како себе. Сега некој го чита, некој не. Не дека јас нешто посебно го читам, или некој може би од вас препознала, например, некои луѓе одат слично, двајца, тројца и така натаму, да не навлегувам во тој дел повеќе. Карактеристики на различни периоди, ја споменав картата, така. Овде веќе се делат поубаво, ама мислам дека дообјаснив за овој дел. Важно кои се тие периоди и како се делат. Например, е период на детство и младост, период на возрастен човек, период на зрелост и старост. Од која година до која година отприлика. Зрелост и старост 40. Или во зрел или во стари.
Ќе си провериме тоа. Ќе си проверам по колку згибови можам да направам. Вчера слушнавме дека можат и колешки да направат по 20 на згиба, што е мотивација не само за колешките, туку и за колегите. А овој период долу се однесува само овој период, ова подолба долу е слична нека подолба, но е малку поструктурирана. Рано детство, помлада училишна возраст, нели кога го делиме моментов на детство и на младост, па како може да се подели, според која возраст се поделува, зошто се дели на овој начин? Затоа што се препознаваат одлики на развој на човекот, преку моторика, преку психолошки развој, значи целиот општ развој се препознава што до 7 година, што од меѓу 7 и 11, тука не се оштри границите, нели, плюс минус месеци, што во средна, што во постара училишна возраст, значи што ги интересира од движење конкретно на 16-19 години, дали ги интересира да учат нови движења или ги интересира да учествуваат во спорт и да ги стават движењата во функција. Ова е тој дел, значи кој што го кажав на почетокот, исто е подолба според Челиковски, пренатален, детство, пубертет, зрелост, што е многу сличен кон другите. Што има што се препознава конкретно еве кај новороденче, тоа се тие холокинетички реакции, доминација на рефлекси од 28 недела до 6 недела, што се препознава во детство, еве тука ги кажав, овие константност, интермитентност, претпоставав дека некаде ги имаше, така ги забележав. И ова може ги да го најдете, имате книгата. Значи ова е во детство до 3-та година негде и предучилишно до 7 година, исто се препознаваат овие работи. Ова е за нас интересно, например, кои се тие антропометриски мерки кои што ги одликуваат дечињата на 4 до 5 години, машки и женски 6 години, значи и моторички постигнувања, телесна висина. Може да видите дека се тука некаде со висина машките и женските. На 4 до 5 години, на 6 годишна возраст. Телесна тежина тука некаде се повторно. Еве скок во далечина од место. Малтene идентични се. Покажале девојчињата како средна вредност 8 см помалу, не е малку тоа, но може да кажеме дека се тука трчање на 20 метри. Повторно е тука некаде, нели, затоа што они немаат тренирано одење издржливо во километри, кој колку може да изоди, после кажуваат не можам повеќе. Најверојатно девојчињата сватиле дека зошто додам подолго, па нели логично нема потреба да одам и да станале, не дека не можеле. 7 до 11 годишна возраст, многу интересен момент, запомнете, златен период на развој на моториката и координација. Значи, не дека и пред и после тоа не треба, но тука треба многу да се дава можност да се развива координацијата. Веќе почнуваат некои разлики. Телесна вишина и тежина, може би не толку, ама скок во далечина, ајде, нешто постои помеѓу 8 и 12 годишна возраст, на тоа се однесувам, помеѓу машки и женски род не постои во експлозивната сила, нешто постои разлика во трчање, Куперов тест. 8-12 годишна возраст, колку можат, нели машки и женски, и колку можат, машки, колку можат машки и женски. Лежи седи, абдоминална мускулатура, кој колку покажува, тука се негде, значи издржливоста може да исконстатираме дека така има некоја пат, никош не знаеме, немам информации, например, конкретно се во овој случај, дали овие дечиња како машки после се тестирани, може би тренирале нешто што е поврзано со издржливост, а женските не. Така да и тоа треба да се има информација кога се даваат вакви моменти, нели информации. Помлада училишна возраст, окрупнување на мускулатурата и така натаму, веќе тука се препознава фино и моторика и развој на децата помеѓу машки и женски пол. Пубертет го споменав неколку пати, многу треба се супер период е, треба се внимава, треба се има разбирање заради хормонски развој, заради развој на лонгитудиналноста или коските, заради не толку брз развој на мускулатурата, па имаме проблеми шлатер, например, се појавува шлатер ефект или синдром,
каде што на пателарниот лигамент се појавува, не лигамент, туку тетива се појавува една болка која што е баш причина дека скулите не растат со истата брзина како и коските. И постојано е квадрицепсот во некои стегнување, например, така да клучите по медицина. Мислам, повеќе физиологија за овој момент. Понатаму доаѓа периодот на адолесценција. Што се случува помеѓу момчиња на 12-19 годишна возраст и девојчиња помеѓу 12-19 годишна возраст? Значи, телесна височина, гледате колку е тоа драстична разлика, 20 и нешто сантиметри, меѓу машките 20 сантиметри е, вау, еве во килограми, од прилика 30 килограми. 30 килограми е, телото треба да се навикне и кардиоваскуларниот систем да се навикне, централниот нервен систем кој што форсира, повторно треба да се навикне на овие моменти каде што гравитацијата влија константно врз нас, да се дооформа движењата, да се досозреат движењата, а ние бараме, например, кај спортистите нови движења, форсирај. И тука може да настане хаос во развојот, доколку не се препозна во пубертет. Некој го поминува полесно, некој потешко. Скок во далечина од место. Не е бадијала одбрана. Зошто 230 сантиметри, например, така беше некоја норма која што ја поставивме. За студенти, затоа што од прилика на 19 годишна возраст, ваша, тука се негде кај колешките 180. Трчање 12 минути, еве го Куперовиот тест. Гледате кај колешките, мислам, колку беше 2400 метри. А тама малку сме им надодале, заради некое друго истражување, најверојатно, ама кај машките 2700 метри. Лежи, седи повторно, постои разлика и така натаму. Најголем пораст е забележен, но повторно треба, според она што ќе го покажам на крајот, повторно треба да, и ќе ви оставам да прочитате ако сакате, да бидеме скептични во преземање на информациите, затоа што таа метаанализа, и ќе тргнам на кинезе, па ќе објаснам, не ги објаснува толку, не се објаснети сензитивните фази, толку битно сензитивна фаза, не се објаснети сензитивните фази толку прецизно и научно, за да кажеме сензитивна фаза, што е сега ќе објаснам, за да кажеме дека брзината се развива најдобро од 10 до 13 годишна возраст. Тоа е сензитивна фаза. Значи, фаза кога е најчувствителна брзината како развој. Силината од 13 до 17, експлозивната и да и не ги редаме, еве ги на слайдот опишени. Значи, за овие сензитивни фази, малку подоцна ќе кажам нешто, период во зрелост, значајни инволутивни промени. Пад на сила, пад на издржливост, доколку не се одржува. И како слушате вчера Делина, ако човекот е активен постојано, нема на 40 години да остаре. Ќе остаре многу подолго, затоа што имаме движење. Неактивноста е таа која што прави кваката ако не се мрда да зареѓа. Исто и кај нас, доколку ние сме активни и не подлегнеме на синдромот ова веќе имам 30-40 години, не можам, тука е златен период на моторика, каде што конкретно еве баш на темава, просечна старосна граница на луѓе кои што се имаат качено на Еверест беше, сега веќе се намалува, 45-6-7 години. Зашто? Затоа што луѓето претходно не биле спремни. Вамо се спремни на оваа возраст да тој психолошки предизвик го поминат, а видите дека физичкиот не дека не е битен, туку и физичкиот е акумулира. Така да во зрелоста нас ни е дадено да ја одржуваме моториката, ама прашањето е колку сакаме да одржуваме или полесно да седиме на кафе, нели? Не ке сите, ке вас сигурно не, ке другите да. Период на старост повторно се одржува. Значи, луѓето кои што живеат надвор од градските средини на село ја одржуваат својата нива и бавча до 80-90 години. И тоа е тоа што ги одржува луѓето во живот. Инаку, седењето во стан на 90 години, ако на вистина немате некоја мотивација и добра генетика, тогаш прави проблем. Нема ништо страшно од движење на постари години,
Нешто нема, туку мора да има движење, не е дека имам кардиоваскуларни проблеми, па се не може да трча добро, не може да трча, но може да оди. Докторите и препорачуваат, особено е дека е ваков тип на проблеми, дека кај кардиоваскуларни проблеми, дека одењето е всушност масажа за срцето, нели? Затоа што на некој начин се регулира стелачети хормони и слични биохемиски субстанци кои што овозможуваат и човекот да се чувствува многу подобро, нели? Не само околу анатомскиот дел. Ова е некоја LTAD крива или Long Term Athletic Development, кој што можете го најдете. Исто поделба, англосаксонска, која што објаснува, нели, што правиме. Active Chart, Fundamentals, што се тие кои се тие фундаментални движења, што да очекуваме. Learn to Train, 9 до 12 година, Training to Train, значи учам да тренирам. Training to Compete, иако, нели, тука периодот го кажав, под број 6, Training to Win, значи во фино, како да ја кажам, во земјите кои што имаат поголема свест, не ги форсираат децата дека треба да победи дури на 16 годишна возраст. Го пробува да им го развие тој дух, нормално, пробува да го развие. Ама нема ништо страшно да дојде тренерот да вика, нели, како во некои земји вика нас, па да тука има стрес кај децата и така натаму, екстра емоции. Има сигурно и во другиве земји, но убаво е да го имаме како информација дека training to compete, че тренира за да се надпреварува, не за да победи толку. Training to win, над 18, над пубертет, ова е 18 ставена како нека граница, но над пубертет тука е веќе, тренирам за да победам. И нормално активен лайф, активен живот до крајот на животот. Еден вид на скала, која што објаснува во која возраст помеѓу машки и женски, нели, што и како може да се очекува. Ми пречува од зумов, па морам да го трнам. Мените од зумот. Не ја читам, имајте ја. Кога ќе го гледате ова, видете се на пауза. Имајте ја во предвид, но пак ќе видите се на крајот, не се баш најточни. Но, кога ќе зборуваме за сензитивни фази, во принцип, така вели дека тука треба брзинските моменти, силовите моменти да се развиваат. Прашањето е како да се развиваат. Ретко кој дава одговор како да се развиваат. Дали ако ја развиваме брзината, ќе се развие силата. Дали е и обратно. Дали треба вистински да одиме на водно или треба да ги оставиме децата да играат надвор за да развијат издржливост. Па колку да играат надвор? Половина час, 2 часа, 3 часа. И се на база на тоа се акумулирани искуства и се прават истражувања кои што велат, сензитивната фаза е најдобра за да се развие таа способност во таа возраст. Не е баш, нели, најточно. Овде има едно труче кој што го долу на, може го видите како линк, ќе го поставам на YouTube, нема да заборавам, кој што вели дека нема доволен евиденц или доказ за да може да потврди дека може индивидуите, горниот текст го читам, да го постигнат својот генетски детерминиран максимум, доколку во раното детство работат нешто и ги покријат сите сензитивни фази. Например, едно од тврдењата кои што така заради неуропластично развој на централниот нервен систем се побарува, и јас спомнав во предавањето, да децата во златниот период работат на брзина многу. Затоа што така може да го постигнат генетскиот максимум. Не е докажано, туку е теорија поставена. Нели, но нас идејата ни е дека треба да има општо физички развој кај дечињата на почетокот, голем, значи многу движење, учење на нови движења, возење на велосипед долго, одење до подолго, се тоа долго не видовте колку се дистанците, 2-3 километра. Не се тоа големи дистанци како ние водно-матка, например, да го изодите 18 километра, но имате денивелација од 300 метри долу до 900 метри колку е врвно-водно, па после има качување, спуштање, па спуштање, да не должам, значи 18 километра во еден поред кејки ги изодите полесно отколку на планина.
но тоа побарува временски долго. Тоа бара 5-6 часа одење. Тоа не може децата да го направат, но може да, например, да прават прошетки, па малку и да се забрза кардиоваскуларниот систем и така натаму. Но левава овде е објаснато машки и девојчиња. Значи, која способност се препознаена и предвидена дека би требало во која возраст да се развива, но повторно кажувам, ова се на база на сензитивни периоди, на база на тренирање на генерални моторички способности. И се докажуваат, ама така, не ги земаат многу за прецизно дека да, мора брзина да правиш спринтови 30 спринта, 5 секунди до 10 секунди на возраст од 5 години, за да може да го достигнеш генетскиот потенцијал што го имаш и да се доближи до Усейн Болт. Значи, тоа не е докажано. Не ги читам овие други, само мислам последно да видам за што се работеше. Да, и на крајот Трудов објаснува дека не може да се посочи дека нема генерални моторички способности. Туку секоја дека нема. Има, тоа се генерални, ама сепак секоја моторичка способност е некако резултат на комплексноста и латентната димензија однатре, која што зборувавме за латентни димензии. Така да, супер се овие прашања, дали сензитивниот период на во контекст на генерални моторички способности, дали постои, дали го има, и дали треба да се развива некоја специфична моторичка способност во тој период или треба да се развиваат сите моторички способности. Тоа е многу интересно за нас. Предпоставка е дека треба да се развиваат сите моторички способности, кои што ги спомнавме. Они овде спомнуваат неколку, например, помалку координација, мислам дека не е спомената, да. Има зошто, затоа што не се правени факторски анализи на координација, но да заклучам дека ова истражување 2020 година, мета-анализа, значи во нејзе се анализиране огромен број на истражувања до 2020 година, кои што го тангираат периодот на сензитивниот развој на моторичките способности, и они констатираат авторите дека најдобро е да се развива општата моторика. И таму да има и брзина, и координација, и флексибилност, например, ај дофати сега долу, ај да истегнеме малку, ај да пропешачиме или да возиме велосипед или да пробаме да истрчаме 2 километра околу, не знам, некаде. Значи, подобро така отколку да се форсираат одредени моторички способности, затоа што тие се поврзани внатре едни со други. Например, кажав, максималната сила може да подобри брзина. Така да авторите препорачуваат заради комплексноста дека треба да се развива генералната моторика, а не специфичната моторика. Супер, изгледа многу го сакам овој слайд, прво стои како лайт мотив. Имате ли нешто да прашате? Јас ќе завршам во наредните 10 минути со една презентација за истражување, кое што може да видите како се изведува едно истражување. И што е најдено околу генетиката, бидејќи зборуваме за генетика. Дали имате некои прашања до сега, констатација, предлог? Ќе споменам тука, кога сум повикуван надвор да предавам, студентите на база на предавачот и само после на база на предавањето за предавачот треба да дадат извештај. Да кажам колку е интеракцијата се побарува и на тој начин се оценува успешноста кај студентите. Ова сакам да ве замотивирам да има интеракција и тука. Не е дека сите информации сум ги пренал, сигурно има нешто што ве интересира за да прашате. Кога зборуваме за коефициент на вроденост на моторички способности, некако повторно, според мои информации, наукава вели дека ова се тие коефициенти. И велиме дека не може многу да се развие експлозивната сила, не може многу да се развие брзината, општата издржливост, може да се развие фина координација на рака, вели да, може да се развие многу ако се тренира и така натаму. Од лева страна се проценти, од десна страна се коефициенти, ако ги помножите со 100 исто доаѓа како процент.
Од другава страна, овде вели флексибилност, например, дека има ниска, дека може многу да се подобри. Може би некако издржливост. Некои автори дефинираат дека издржливост може 7000 пати да се подобри. Брзината не можете толку пати да ја подобрите во апсолутни вредности ако ја мериме. Но сепак ова се некои така проценти кои што може на испит да ви падне прашање која од моторичките способности е најмногу генетски детерминирана. Дали е издржливост, дали е флексибилност, дали е брзина може. Брзина. Брзината е таа која што не може многу да се развива. Силата се развива. Да имаме тука за општа што вели за мускулна статичка сила 55% се развива без проблем. Брзина на реакција многу слабо се развива. Репетитивна сила е веќе малацка од десна страна, исто 50%, кажа статичка сила 50%, експлозивната сила е таа која што е повеќе генетски врзана. Но, нас што не интересираше? Нас не интересираше во едно од истражувањата дали генетиката влие врз развој на максималната сила кога испитаниците вежбаат подигнување на бенч на скотова клупа, кога вежбаат за флексорите, за мускулите флексори, кога вежбаат за мускулите екстензори. Значи од задната страна на тоа ни беше еден од предизвиците што колегите што се работеше истражувањето и да видиме дали оние кои што имаат поголем број на мускулни влакна кои што се брзи, тоа асоцира на поголем ACTN3, ќе видите која алеја тамо од ACTN3 генот, дека доминацијата на брзите мускулни влакна, ако има поголем број на мускулни влакна кај некои испитаници, дека тие повеќе ќе развиваат максималната сила. И сега, ова се некои, како да ги кажем, гени кои што се истражуваат, за да може да се направи асоциација со некои перформанси во спорт. Например, инсулин growth е исто врзан со сила, овој митохондриал ДНА е врзано со издржливост по мои информации, ама секако ова може да се провери, нели? Нас не интересираше ACTN3, кој што е посочен како најблизок фактор кој што доколку има мутации во алеите на ACTN3 генот, ќе видите кои се тие мутации, тогаш може да кажеме ова е побрз или ова е испитаничка. Ова е испитаничка или ова е поспор. Или го нема тој таа мутација која што влие да биде побрза или се мешани. Значи имаме според ACTN3, ќе да видиме овде ќе ги извадам. Супер. Овде долу може да се види, вака дали е подобро. Да. Значи овде долу на табелата може да се види кои се тие фактори или мутации се нарекуваат на алеите во ACTN3 генот. Значи ACTN3 генот има алеи своји, кои што алеи тоа се некои поделоци таму да не навлегуваме во генетика, кои што вели дека ако се појави морам уште еднаш да се вратам назад, дека како го проверувавме ние ACTN3 генот преку крвна анализа, едноставна крвна анализа, венска крв се вади и се проверува конкретно тој ACTN3 каква е доминацијата на алеи, значи што покажува кои алеи се повеќе препознатливи. И сега вели, ако се препознае факторот XX, тогаш дефинираме дека мускулното ткиво доминира со бавни мускулни влакна. Бавните мускулни влакна се нарекуваат уште и црвени мускулни влакна. Зошто? Затоа што се богати со црвени крвни клетки, кои што се асоцирани со кислород. Значи, оние што имаат поголем VO2 максимум е очекувано да имаат доминација на бавни мускулни влакна. Значи, оние што имаат, што се добри во вчера зборувавме за одредени спортови на издржливост, очекуваме дека имаат поголем број на бавни мускулни влакна. За разлика од нив, оние кои што имаат доминација на бели мускулни влакна или факторот RR од овој ACTN3 или алејата RR се препознава, имаат брзи мускулни влакна, доминација на брзи мускулни влакна и они се асоцирани со силата. Зошто? Затоа што
максималната сила со максималната брзина употребува исти мускулни влакна, така да се асоцирани. И на крајот, исто како фактор, се изведува од ACTN3, RX факторот, кој што зборува за мешани. И едниот и другиот тип на мускулни влакна се препознаваат во, мислам, не дека некој човек има само бавни и само брзи, туку доминираат бавните, ке друг доминираат брзите, а некаде не доминираат ни бавните ни брзите, туку овој RX фактор доминира малку повеќе. Дали овој дел е јасен што го објаснив за анализава како е правена и како е врзан ACTN3 генот со брзи спори мускулни влакна? Јасно. Супер. И сега, нас ни беше идејата покрај, овде горе има објаснато, например, работено е со 21 испитаник, точно е што е работено, истиот испитаник работел, или испитанички, мислам дека машки по објасите, работел скотова клупа која работиме за флексори или трицепс, нели? Употребени се ултрасонографски мерки или ехо. Работено е, значи, точно преку имиджинг момент се проверувани мускулите, растат, не растат, антропометриски мерки, тоа се имиджинг компоненти на структура на мускул, масното ткиво дали се подобрува, дали се намалува или не заради резултат на вежбање. Овде се изведени не изведени, туку реализирани тестови, например 1RM тест, и тек на првото предавање кога зборував зошто се користи тестирањето. И го спомнувавме 1RM во сила. Например, исто така се работени биодекс изокинетички параметри, каде што пробувавме да видиме за колку време може да направи едно движење, нели? Па проверувавме во кој агол, многу битен момент, во кој агол од флексијата и екстензијата мускулот генерира најголема сила. Тоа е исто многу битно. Мислам, битно за истражување да се изведат заклучоци. Но испитаниците сите, ова веќе не е ни битно со како беа поделени, работеа некои различни моменти, но испитаниците сите тренираа за максимална сила. Ова е битен момент, значи 1 до 3 повторувања, максимална сила. И затоа има логика да употребиме 1RM, нели? Затоа има логика да направиме изокинетички тестови кои што се работат многу кратко, многу силно, брзо, и има логика да се провери дали при ваков вид на тренинг антропометриските мерки, поддржани преку ехомерките, ќе покажат дали има промена на анатомските делови, значи мускулно ткиво при контрахиран мускул, при неконтрахиран мускул, подкожното масно ткиво и така натаму. Тоа беше идејата, една, значи, максимална сила подобрувавме и проверувавме кои од испитаниците кои што имаат каков доминација на какво ткиво, дали може би помеѓу нив некој побрзо ќе се развива или не. 42 дена тестирани се после третата недела и тестирани се после шестата недела. Во меѓувреме работат 3 пати неделно со оптоварување кое што е не поголемо од 1 до 3 повторувања. Ево го дозирањето, ви го кажав веднаш. Ова вака вие треба да дозирате било која способност. Колку пати треба да работам? 3 пати неделно. Колкав интензитет на работа? Ја не кажав килограми. Кажав 1 до 3 до отказ. На некој отказот на 3 ќе му биде на 10 кг, на некој на 20 кг. Ама вие ги лимитиравте веќе. Само да видам. Да. Еве вака, например, еден RM на бицепс може да видите кај испитаниците кои што имале бавни, доминација на бавни, кои оние што имале брзи, кои оние што имале мешани мускулни влакна, колка е аритметичката средина, значи отприлика тука негде кревале во просек успеале да креат тежина. Значи не се разликува нешто посебно. Се ова треба да оди на статистичка обработка да видиме, да докажеме математички дали се разликува или не се разликува. Но на прв поглед делува дека не се разликува, ќе видите понатаму точно не се разликува. Сега ова, вака сум ги ставил да се присетувам. Значи оваа табела е за првиот ден. Во првиот ден пред да почне тестирањето сите биле скоро идентични. Намерно е хомогенизиран примерокот на испитаници. Хомогенизација, примерокот на испитаници намерно се бира во сите три групи да бидат исти по способност испитаници. Значи тие можеле да кренат 13 кг и во просек и толку.
Мислам дека сите испитаници може околу 13 кг. После 21 ден вежбање или 3 недели вежбање, еве табелата средната која што кажува има подобрување од 13 на 16, 3 кг подобриле. Еден ерем. Тука се негде резултатите. Така, и ке бавниве, и ке брзиве, и ке мешаниве, но не знаеме, ке видиме статистикава и на крајот, видите, после 21 ден, ова веќе се кажува, дека од 13 до 19 сигурно ќе има статистички значајна разлика, ама треба да провериме. Сепак, и идејата е дека споредувам една контролна точка, втора контролна точка и трета контролна точка. И може да се види дека има разлика, а норма исто така внатре во контролните точки проверувам кој е трендот на развој на бавниве, на брзиве и на мешаните. Гледате, во секоја од трите табели имам секоја посебна објаснена. После статистичка обработка на податоци, да не должам, овие во црвениве се вели тоа дека има на П на ниво на веројатност помало од 0,05, математички е докажано дека црвениве имаат статистички значајна разлика помеѓу иницијално, контролно и финално. После 3 недели, овие што имале бавни мускулни влакна, подобриле, докажано е дека ја подобриле максималната сила. Ја подобриле и после третата до шестата недела, или вкупно ако гледаме, ја подобриле за 47%, мислам дека се ова проценти овде, ама секако чим се обележени во црвено, за моја информација и за ваша е дека во позадина е обработена математичка статистичка метода. Да не ги читаме ве спорите, исто има подобрување, сем не е приметено подобрување кај спорите, кај брзите мускулни влакна, кај што очекуваме дека ќе има некаква поголема промена, кај нив во вториот дел од програмата меѓу трета и шеста недела нема статистички значајна разлика на статистичко значајно подобрување на овие на вредностите на максималната сила. А и кај мешаните има. Значи дури контраефект, ова е кај бицепс. Кај трицепс се покажува дека овие бавниве немаат статистички значајна разлика, другите имаат. Но може да видиме вака генерално преку сликава дека сите напредувале и има статистички значајна разлика, без разлика дали испитаниците биле има доминација на брзи, спори или мешани мускулни влакна. Визуелната репрезентација е преку графикониве, нели? Може да ја видите дека се тука негде се групирани еве бицепс, еден РМБИ, прва на иницијалниот тест, после третата недела, тука се негде и после финализирање на испитувањето. Што ние од овде заклучивме? Дека без разлика на доминацијата на мускулното влакно, дали е брзо или бавно, дали испитаниците се предоминирани генетски да изведуваат брзи и силни движења или лесни и долги движења или се мешани, тоа е третата опција, максималната сила кај овие мускулни групи, флексори и екстензори во лакт, идентично се подобрувала кај сите овие три групи на испитаници според генетика раздвоени. Тоа значи, покажавме дека нема влијание генетиката врз развој на максималната сила. И сега ако ме прашаат дали дали генетиката влијае на максимален развој, на развој на максималната сила кај мускулите флексори и екстензори, имам за право да кажам не влијае. Сега, тука има лимитација во истражувањето, до 21 испитани ќе правено. Треба да се повторна поголема група. Треба да се вклучи можеби друг метод на тренинг, да се вклучи женска популација. И сите тие моменти ќе направат да се докаже и да каже да, во периодот од 2000 до 2000, која година сме, нели плюс минус некои години тука, докажено е дека генетиката не влијае и тоа само на оваа мускулна група. Не знаеме за квадрицепс, не знаеме за бицепс брахи, не знаеме за грдна мускулатура, за абдоминална и за другите делтоидни, да не ги редам, групи на мускули. Ние сега во ова истражување знаеме само за флексори и екстензори и тоа знаеме на мал број на испитаници. Ама имаме право да кажеме, ние тоа сме го докажале. И да биде водилка во иднина за некои други и следни истражувања. Дали имате тука нешто да ме прашате? Последниот слайд мислам дека ќе завршам. И Девид се цитирам,
кога се работеше истражувањето и како што може да видите, вели не постои магичен ген. Постои работа, интерес, мотивација, општо физички развој во раното дејство и нормално некој ќе има, да кажам, генетика за подобри успеси во некој спорт, некој во друг спорт, ама не можеме да кажеме дека овој ген ако го има детето, ќе биде успешно. Или овој ген ако го нема, нема да биде успешно. Може да претпоставиме со тоа што тука е трик и дека на тој начин може да се лимитираат дечињата, па да кажеме, овој го нема тој ген, ова детенце не е добро за брзина. И на тој начин да лимитирате, например, развој на нормален развој, каде што не џабе му даваме брзина да тренира, не е во ред. Значи, тие констатации не се точни. На тоа се однесува ова дека не постои магичен ген. Следнава изрека од Джонстон, дека долг е патот од пелипептидна секвенца, значи од генетската структура до моторичкото однесување. И тоа баш се однесува на она акумулирање на моториката за која што зборував претходно и зборувавме заедно. Океј. Доста е. Така? Да, доста е. Имате ли некој коментар? Дали ви се случува вака, ако навистина го пратите предавањето, да ќе прекинам снимање, да ако навистина го пратите, да се навратите назад на предавање, па да го изслушате уште еднаш? Да.